Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Немам ништо што да ви дадам, но ќе ви помогнам колку што можам, одговори старата жена на странецот кој тропна на незината врата. Баба Маре имаше 78 години живејќи сама и во мала трошна куќа. Стара куќа со испукани ѕидови. Вратата едва се држеше на држачите. Баба Маре беше омажена млада, но незиниот сопруг доживеа несреќа на полето додека работеше, при што таа остана сама. Баба Маре имаше мала градина која ја одгледуваше и така се прерануваше. Но таа веќе остари и немаше кој да се грижи за неа. Соселаните ја почитуваа, понекогаш ќе донесеа малку леп, попот во селото ќе донесеше малку масло, но сепак таа беше сама. Еден топол летен ден баба Маре седеше под сенката, под тремот шиејќи стара кошула. Немаше многу облека, па и таа што ја имаше ја зашивуваше како би ја носела подолго време. Одеднаш слушна нечии чекори. Го крена својот поглед и забележа странец облечен во бела, чиста облека како се движи кон неа. Човекот не беше од незиното село. Странецот имаше околу 35 до 40 години, со долга коса и брада. Неговите сандалки беа прекриени со прав од долгот одење. Странецот беше уморен, но сепак на неговото лице зрачеше некоја невообичаена светлина, мир и милост. Застана пред незината врата. Добар ден, мајко, ја поздрави со нежен глас. Добар ден, одговори баба Маре. Можам ли некако да ти помогнам? Патував долго. Ми треба само малку вода, ако можеш да ми дадеш. И да седнам да се одморам, рече странецот. Баба Маре погледна во незината распадната куќа. Што имаше да понуди? Никаква храна, ни вино. Последното парче леп го изеде утрото. Во куќата немаше никаков мебел, освен еден искривен стар стол и стара клупа. Немам многу, одговори баба Маре со стегнат глас исполнет со срам. Немам леп за да ти дадам, немам вино, куќата ми е сиромашна, како што можеш да видиш. Странецот се насмевна, но не со презир, туку со разбирање. Не барам богатство, рече странецот. Барам само човечка добрина. Нешто во неговиот глас го стопи срцето на баба Маре. Што ме така, влези! Го покани баба Маре странецот да влезе. Еве, седни, покажувајќи му го столот баба Маре на странецот. Ки ти донесам вода. Отиде надвор и од бунарот нацрпи латна вода. Му однесе на странецот, а тој полека пиеше и се одмараше. Ти благодарам, се заблагодари странецот. Малку е ова, оправдувајќи се баба Маре. Сакам да имам повеќе за да ти дадам. Но ова е се што имаш. Тоа е повеќе од доволно, рече странецот. Баба Маре беше тивка.
чувствуваше во себе нешто што не и беше разбирливо. Нозете сигурно ти се уморени од одење. Ако сакаш, можам да ти ги измијам, се понуди баба Маре. Таа работа беше за млади девојки, за слуги, а за постара жена да го прави тоа било невообичаено. Но сепак, нешто во неја инсистираше. Маре донесе леѓен со вода и започна да му ги мие нозете. Додека го правеше тоа, солзи надојдоа, а не знаеше зошто. Не беше тажна, но она што го почувствува беше некој ослободување, оттргнување на товарот складиран од целокупниот живот, сета болка, тага, разочарување. Зошто плачеш, мајко? Ја запраша странецот. Не знам, со тивок глас одговори баба Маре. Не и беше јасно како неговото присуство за неја беше ништо чудесно, тоа што се случуваше во неја. А зошто помагаш кога немаш ништо? Ја праша странецот. Ако ја затворам вратата на оној на кого му е тешко, тогаш навистина сум сиромашна. Може би немам леп за да дадам, ама имам раце со кои ќе ги измијам уморените нозе. Имам ладна вода, имам мала куќа. И ако тоа не го споделам, тогаш што навистина имам? Прашуваше баба Маре. Благословена си, мајко, повеќе од колку што мислиш. Со глас полн со емоции кажа странецот. Таа ги избриша нозете на странецот и двајцата се исправија. Морам да одам, рече странецот. Ама пред тоа, може ли да те благословам? Ја запраша. Баба Маре се збуни. Мене? Праша. А зошто? Странецот веќе ја стави раката на незиното рамо. Маре почувствува таква моќ, светла енергија и сила што доаѓа од него. Мир со тебе, Маре, ја благослови странецот. Баба Маре се запраша себе си. А како ми го знае името? Јас не се представив. Чекај, барем кажи ми го своето име, го запраша баба Маре странецот. Сакам да се молам за тебе, за да стигнеш сигурно. Странецот се заврти, се насмевна и одговори. Ке знаеш. Маре го следеше со погледот се додека не се изгуби странецот во далечината. Таа се чувствуваше поинако. Не беше веќе се исто. Вечерта пред да заспие не можеше да престане да мисли на странецот, на неговата нежност, неговото разбирање, начинот на кој ја гледаше. Не со сожалување, туку со љубов. Се запрашуваше кој беше човекот. Следното утро Маре се разбуди со чувство кое не можеше да го објасни. Болката што имаше во телото веќе не ја чувствуваше. Преиспитуваше што се случи, дали е некоја случајност, но заклучи дека тоа беше од допирот од странецот. Деновите поминуваа, Маре ги поминуваше во градината. Една вечер сонуваше сон во кој куќата не беше стара, туку со нови ѕидови, ѕидови од бел камен. Куќата беше осветлена со светлина која доаѓаше од човечка фигура, која всушност беше странецот. Кој си ти? Го запраша Маре странецот во сонот. Странецот со насмевка ја одговори. Јас сум патот, вистината и животот. Дојдов да те посетам, бидејќи ме прими кога никој друг не ме примаше. Баба Маре се разбуди возбудена и со срце кое забрзано чукаше. Светлината од зората навлегуваше во просторијата. Зарем ова беше сон или реалност? Се запрашуваше.
Следниот ден комшивката затропа на незината врата за да бара помош за незината внука. Комшивката беше горделива жена, но незината горделивост исчезна од маката што ја снајде. Те молам, внукат има треска и висока температура. Лекарот е далеку. Те молам, помогни ми, не знам што да правам. Маре ја погледна со сочувство и рече: Оди, донеси ја внукати. Ќе направам се што знам. Нема многу, но имам раце кои можат да се грижат за неа. Имам ладна вода која може да ја разлади и молитва за здравје. Комшивката ја донесе малата Ана која имаше 6 години. Баба Маре го подготви креветот, донесе ладна вода и крпа. И даваше чај од билките што ги имаше. Но направи нешто друго. Ги положи рацете на челото на девојчето и се помоли. Не кажа обична молитва, туку молитва која доаѓаше од длабината на незината душа. Мил Господе, ако прати странец за да ме посетиш, ако ме допре со својата милост, те молам допри го и ова девојче. Тоа не е виновно за ништо. Заслужува да расти и да живее и да се радува. Комшивката ја наблюдуваше целата ситуација со солзи во очите. Марија чуваше малата Ана цела ноќ и утрината таа веќе немаше температура. Девојчето ги отвори очите, се насмевна и рече: Гладна сум, бабо. Комшивката заплака од олеснување и од радост. Маре, ја спаси мојата Ана, како да ти се заблагодарам? Воскликнуваше комшивката од радост. Не ја спасив јас, возврати баба Маре. Бог ја спаси. Последните денови чудни работи се случуваа. Незината градина, која не даваше многу плод, сега беше изобилна од плодови. Домати, крумит, јаболка. Од толку што имаше, Марија делеше храната со соседите. Се беше надприродно. Од толку малку што имаше, дури недоволно за неа, сега имаше повеќе од доволно, дури остануваше за други. Сите ја благословуваа. Благословена си, баба Маре, твојата добрина нема граница. Но таа знаеше дека не е до незината добрина, туку до оно што странецот го направи за неа. Неговата добрина поминуваше преку неа. Таа беше канал за неговата добрина, за неговата светлина. Баба Маре се запрешуваше зошто баш кај неа странецот дојде. Мислеше за себе дека е стара и недостојна, жена која светот ја заборавил. Надвор дуваше нежно и пријатно ветре и баба Маре чу нежен глас. Маре, јас никогаш не те заборавив, никогаш. Во тој момент Маре знаеше кој беше странецот. Гласот што го слушаше беше Христовиот глас. Дојдов, Маре, затоа што твоето срце беше отворено. Ми даде се што имаше, само ти ми ја отвори вратата. Следното утро дојде млада жена со име Софија. Баба Маре, слушнав дека чуда се случуваат кај тебе. Може ли мене да ми помогнеш? Сопругот не ме сака. Не можам да му дадам деца. Се чувствувам отфрлена. А баба Маре ја одговори. Влези, чедо. Јас немам одговор на сите проблеми, но имам уши за да те слушнам и раце за да те држам додека плачеш. И верувај, дека Бог никогаш не е далеко. Месеци поминуваа. Баба Маре стана нешто што никогаш не помислуваше. Жена кај која луѓето доаѓаат за совет, за утеха, за молитва.
Незината стара куќа стана место каде болни луѓе доаѓаа за утеха и надеж. Еден ден, на незината врата затропа Милан, млад човек, јак, силен, но лицето му беше тмурно и разочарано. Баба Маре, јас направив зло. Украдов од соседите, ја лаже фамилијата и сега тоа ми тежи, не можем да живеам со овој немир. Вознемирен Милан и со солзи ја објаснуваше на баба Маре. Баба Маре со сочувство го гледаше неговиот грев, неговата потиштеност, неговата разочараност. Но зошто доаѓаш кај мене? Зошто не одиш кај свештеник? Го праша Милан. Бев, одговори Милан. Се исповедав и пак мене ми е тешко. Не чувствувам дека ми е опростено и дека сум чист. Баба Маре го запраша. Може ли да ти раскажам една приказна за еден странец? Странецот кој ме посети во состојба во која бев недостојна, незаслужна, тажна и разочарана. Ми ја даде љубовта безусловно. Ми го даде опростувањето како подарок. Никој не може да го заработи, туку само да го прими како подарок. Тој ми покажа дека Бог не ги гледа нашите недостатоци, мани, гревови, грешки, недостојност. Тој гледа душа на кој треба љубов и тој ја дава безусловно. Милан, твојот грев е реален, твојата вина е реална и заслужена, но и Божиото простување е реално. А тоа што не можеш да си простиш себе си е заради тоа што бараш начин да го заработиш. Но такво нешто не е возможно. Милан долго плачеше. Но овој пат солзите беа поинакви. Откако се смири, на заминување и рече: "Ме спаси, баба Маре." А таа му возврати: Не те спасив јас. Јас само го кажав она што ми беше речено." Поминаа 4 години откако баба Маре ја имаше средбата со странецот. Поминаа многу луѓе со различни потреби и проблеми. Ја чувствуваа Божјата добрина во неа, го чувствуваа Божјото присуство во незината куќа. Доаѓа од соседните села, градови, доаѓа богати луѓе, свештеници. Се расчу гласот за баба Маре, за незината приказна, за случката кога Исус Христос ја посети. Една вечер, баба Маре веќе беше уморена, како физички, така и духовно. Чувствуваше дека незината работа е завршена. Во темницата виде светлина, а во светлината беше странецот, кој сепак не беше странец. Оној кој цел незин живот беше покрај неа и со неа. Исус Христос, кој со неговата љубов ја чуваше, ја штитеше, ја сакаше. Исус се насмевна. Маре, мила Маре. Ама јас не бев достојна. Маре се оправдуваше. Не беше совршена, но беше сакана. И тоа те направи повеќе од достојна. Беше со отворено срце. Мојата љубов ја подари на другите. Го слушна мојот глас и одговори на повикот. И одговори Христос. Во моите очи секогаш беше драгоцена. Само требаше да се видиш себе си како те гледам јас. Ја фати за рацете, ја бакна на челото. Ти благодарам што ме прими кога дојдов. Ти благодарам што во мене не биде странец, туку брат. Ти благодарам што го даде она што го имаше. И рече Исус. Баба Маре стана пример за тоа како треба да се дарува љубов. И после незиното заминување, незината куќа ја одржуваше црквата во состојба како што беше. Со испукани ѕидови, пропадна таван, стар мебел. Луѓето прашуваа зошто куќата не се поправи, а го добиваа следниот одговор. Затоа што Бог
не влегува во совршени места, туку влегува во скршени саца, испукани животи, пропаднати места. И таму создава нешто ново, нешто убаво. Да, старата куќа стана потсетник дека искршеното место може да стане светилиште. Како и тогаш, Христос бара отворена врата, отворено срце. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓевска Костадиновиќ, во соработка и под покровителство на Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер,